Вели, ДСС по закон извршува инспекцијски надзор преку редовни и вонредни контроли, ги именувавте редовните. Редовните контроли се одвиваат по утврден годишен распоред, а вонредниот инспекцијски надзор се одвива или по барање на установа, по допрен глас или по барање на странка. Од тука ние ги добивме дел од документите кои што се однесуваат за редовен инспекцијски надзор, но не добивме информација за тоа дали имало вонреден по допрен глас, земајќи во предвид дека оваа афера со онкологија е огромна. Вели, имајќи во предвид дека инспекторскиот надзор е управна постапка, мора да постои документација за отпочнување на надзорот, текот на надзорот, како и одлука, решение, записник за констатирана состојба. Решенијата кои се носат може да бидат со укажувачки рок за отстранување на недостатоци или да бидат пеналски, односно да постои казна. Министерството за здравство може да формира комисија за утврдување на факти, како и комисија за стручен надзор составена од експерти од областа во случај на пријава од некој потврден настан или по сопствено убедување во случај на постоење на некакво сомнение. Во првиот дел, прашањето е дали сте имале вонреден инспекцијски надзор за самата клиника. Во вториот дел е јасно, бидејќи Министерството за здравство ве упатило на вонреден инспекцијски надзор во неколку наврати во установата, каде што сте дефинирани, да кажеме, проблеми во функционирањето на клиниката, некои од нив и сериозни, во недостаток на лекови, во недостаток на пропишани записи за лекување на пациенти, протоколи и така натаму. Меѓутоа, најинтересно за мене е тоа што во барањето да ги доставите сите акти, записници, документи и така натаму кои што се однесуваат на проблематиката, вие ни го доставувате само табеларниот приказ. И сега третото мое прашање е, бидејќи се работи за управна постапка, каде е записникот од тој табеларен приказ кој што морал да биде подпишан и од инспекторите и од сведоците при правење на редовен инспекцијски надзор? Ке ми одговорите на прашањата, ќе ве молам во најкратка форма која што ќе биде разбирлива за пратениците. Благодарам.